Транзицијата на електричниот погон не се развива како што беше планирано. Не е само проблем на малениот интерес за овие возила, туку се и честите банкроти на компании кои се добавувачи на батерии. Тоа ги пореметува плановите за производство и пласман на нови производи на бројни марки. Сепак, електричните возила се реалност и кај нас, а зимата не е најпогодно време за нивно користење. Покрај многуте премиери на возила на струја, се уште се лансираат нови модели со моќни мотори на согорување, кои чинат како една мини електрична централа. Денешниот мозаик има за секого по нешто. Форд забрзано го шири своето електрично портфолио, иако во последните 2 квартали на годинава пазарот не е многу наклонет на батериските електрични возила. Комерцијалното лансирање е закажано за март 2025-та, а како најавува европската филијала на Синиот овал, во Германија цената ќе започнува од 36.900 евра. Вешто се избегнува информацијата за големината на батеријата, но се ветува стандардна потрошувачка од 13,1 киловат-часови на 100 километри, што би требало да овозможи домет од речиси 380 километри. Моторот на Puma Gen E произведува 124 киловати и го забрзува автомобилот до 100 км на час за 8 секунди. На брз полнач доволни се 23 минути батеријата да се наполни од 10 до 80%. Новиот погон го зголемува волуменот на багажникот на 523 литра, а има дополнителни 43 литри под предната хауба. Патничката кабина останува со истите пропорции. Се реинкарнира уште една автомобилска марка. Чешката компанија Прага го испорача првиот примерок од ексклузивниот спортист Бохема кој отиде во Холандија. Представен пред 2 години како предпродукцијски прототип, за него се мислеше дека е само мамка за извлекување на пари од новопечените олигарси од истокот. Но чесите покажаа дека не е така. Автомобилот тежок само 1000 килограми нуди екстремни перформанси за возачките ентузијасти, обезбедени од 3,8 литарскиот твин-турбо мотор од Nissan GT-R. Монтиран е независно од карбонската шасија, а неговите 700 конски сили, добиени со модификациите на британскиот Lichtfield, преку 6-степен секвенционален менувач, се пренесуваат на задните тркала. Според наводите на производителот Прага, Бохема постигнува максимални 317 км на час, а до 100 забрзува за здиво од земачки 2,3 секунди. Цената на ова задоволство изнесува 1,43 милиони евра плюс давачки, а планирано е да се произведуваат по најмалку 20 возила годишно. Легендарниот производител на автомобилски седишта Рекаро успеа да се спаси. По самопрогласениот банкрот летово и побараната судска заштита за да се започне со реорганизација на бизнисот, компанијата најде инвеститор, групата Прома.
но производството ќе биде преселено во Италија. Во Штутгарт ќе бидат задржани само неколкумина вработени во секторот за продажба за да се обезбеди полесна транзиција и поддршка на купувачите. Не се објавени финансиските детали за инвестицијата на италијанската група Прома, специјализирана за изработка на разни автомобилски компоненти, која во своите 25 фабрики во десетина земји, меѓу кои и Србија, вработуваат 5000 луѓе. Проблемите во кои западна Рекаро влечат корени години наназад, дотолку што 215 работници свесно го одложуваа подигнувањето на своите плати за да се задржи финансиската ликвидност. Ситуацијата во Рекаро влијаеше и на некои производители на возила, бидејќи нарачките не можеа да бидат потврдени. Името Рекаро како бренд се користи за седишта и во авионската индустрија, за стадиони и геймерски столчиња, но овие делови од бизнисот делуваат самостојно и не беа засегнати од ситуацијата. Како малку да беа проблемите дома, раководството на Volkswagen сега има уште една причина за дебела главоболка. Индиските власти ја обвинуваат компанијата за затајување давачки во висина од скоро 1,4 милијарди долари. Имено, регулативата на земјата предвидува при увозот на возило да се плаќа 30 до 35% царина и даноци, додека поединечните делови подложат само на 5 до 15% давачки. А Volkswagen, според наводите, во 2012 до 2022 година увезол комплетни автомобили кои ги декларирал како резервни делови и компоненти за вградување во возилата што таму ги произведува. Тоа го правел со специјален софтвер кој ги разложувал возилата на меѓу 700 и 1500 ставки, подготвувајќи за секоја од нив посебни фактури од различни земји. Во моментов се чека на објаснување од Volkswagen за целата ситуација која германскиот производител може да го чини премногу. Покрај каматите и неплатените давачки, уште и казна во висина од 100%. Сепак, дали оваа афера навистина ќе добие таков епилог, најмногу ќе зависи од тоа кои луѓе и колку длабоко се инволвирани, бидејќи сосема е јасно дека не е можно цели 10 години никој на царина да не забележи дека се увезуваат комплетни автомобили, а не делови за нив. Кинескиот BYD гази се пред себе. Во третиот квартал го престигна Форд и стана шести по големина светски производител на автомобили. Според податоците што ги собра финансиските аналитичари од Азија, во текот на периодот јули-септември BYD има продадено 1,13 милиони возила, што е за околу 40.000 повеќе од Форд. Кумулативно во првите 3 квартали годинава, американската компанија има продадено повеќе 3,3 во споредба со 3,25 милиони возила на кинезите, но растот од 38% на BYD укажува дека лесно може да се случи и годината да ја заврши пред Форд. Во блиска иднина ќе биде загрозен и Stellantis, кој забележа лош трет квартал со минус од 20%, продавајќи само 10.000 возила повеќе од BYD. Западните менаџери ги загрижуваат и другите кинески компании. Продажбата на Гили скокна за 14%, пласирајќи го на 9-та позиција помеѓу Honda и Nissan, додека третиот по големина кинески производител Chery со порастот од 27% се искачи на 12-тото место. За разлика од нив, западните марки бележат намалување на продажбата во третиот квартал. Toyota, која и понатаму е на врвот на листата од 4%, Volkswagen дури 7%, а трето пласираниот Hyundai од 3% пад.
15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408 со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Зимата е веќе тука. Со ниските температури и време е да се подсетиме на реалната употреба на возилата во вакви услови, особено на оние целосно електрични. Бројката на електрични возила во Македонија е мала. Без намера да навлегуваме во анализи зошто е тоа така, ги подсетуваме малкуте сопственици на електричните возила за предизвиците со кои треба да се соочат во зимски услови. Кај електричните возила најмал проблем е да се заменат летните со зимските пневматици. Големо прашање е виталноста на батеријата во зима. При ниски температури, обсегот на електричниот автомобил може да се намали за 20 до 30%. Во екстремни случаи, особено за кратки растојанија, загубата може да биде дури и до 50%. За да се минимизира влијанието на студот врз автономијата, особено на куси релации, помага да се исклучат потрошувачите како што се загревањето на ветробранското стакло, ретровизорите или користењето на грејење на седиштата и воланот. Наместо тоа треба да се користи само загревањето на кабината. Кратките, односно урбаните возења на ниски температури се прилично контрапродуктивни. Многу модерни електрични автомобили имаат интегрирани системи за термичко управување кои активно ја контролираат температурата на батеријата. Во зима потребна е повеќе енергија за грејење на батеријата на возилото. Ова ја зголемува вкупната потрошувачка на енергијата и дополнително го намалува расположливиот опсег. Доколку е можно, паркирајте го автомобилот во гаража или заштитена локација. Ова помага батеријата и внатрешноста да бидат потопли. При ниски температури, електрохемиските процеси во батеријата работат побавно. Моќта на полнењето е намалена за да се заштити батеријата. Во исто време, внатрешниот електричен отпор се зголемува кога е ладно, што ја намалува ефикасноста на процесот на полнење. Побавната брзина на полнење може да биде поефикасна при ниски температури и да ја заштити батеријата. Некои возила ја ограничуваат моќноста на полнење додека батеријата не достигне погодна температура за полнење.
Намалените перформанси на батеријата при ладно време значи и помала помината километража. Не сакаме да бидеме цинични, но нашиот совет до собствениците на електрични возила е да користат топла зимска облека и обувки, низ градовите повеќе да пешачат, а кога патуваат на подолги релации, барем во Македонија, искрено да се помолат и да планираат можни преспивања. Помалку нерамниот почеток на електромобилноста, компанијата од Инголштад прави сигурни чекори со своите модели. A6 e-tron е стилски и динамичен одговор на барањата и потребите на електромобилноста во високата средна класа. Главоболки предизвикани од банкротот на производителот на батерии Northvolt има и Porsche, кој е принуден да го пролонгира лансирањето на електричниот 718. Audi A6 e-tron е поставен на платформата PPE, развиена заедно со Porsche, која исто така служи како основа за Macan E. Господарот на прстените заеднички ги представи двете каросериски верзии, спортскиот седан наречен Sportback и караванот Avant. Тие нема да бидат ефтини, но ќе пружат висок квалитет на производство и уживање во возењето. Со рекордни коефициенти на отпор од 0,21 за Sportback и 0,24 за Avant, Audi A6 e-tron поставува стандарди во однос на аеродинамичките својства без да го компрометира изгледот. Летечките линии, тесните лед фарови и паметните детали, како што се светла на задниот дел, формираат врвен дизајн. Високите технологии ги чекаат патниците во внатрешноста. Заоблен дисплеј со најмногу 4 екрани, напреден дисплеј со проширена реалност и адаптивен панорамски покрив ќе им се допаднат на љубителите на технологијата. Под стилскиот капак се наоѓаат моќни мотори и архитектура од 800 волти за ултрабрзо полнење. Audi ветува автономија од 750 км, но во реалност тоа сигурно ќе биде помалку. Опсегот на перформанси се протега од 270 до 370 киловати, кај S6 e-tron со погон на сите тркала, кој спринта до 100 км на час за 3,9 секунди. Опционалното воздушно подпирање обезбедува динамичен и удобен стил на возење, без разлика дали се возите во град или на автопат. Avant е практичен со променлив волумен на товарење до 1422 литри, додека Sportback е едва и помалку флексибилен. Рекуперацијата, возењето со една педала и стабилната крива на полнење го прават A6 e-tron погоден за секојдневна употреба во однос на ефикасноста. Цените во Германија започнуваат од 62.800 евра, додека за S6 e-tron е нешто помалку од 100.000 евра. Ова го позиционира A6 e-tron во конкуренција со BMW i5 и Mercedes EQE. Банкротот на Northvolt создава нервоза кај Porsche. Ова неочекувана ситуација сериозно им ги нарушува плановите за лансирање на електричниот 718. Моделот беше развиен и технички беше подготвен уште пред година и пол, но од маркетички причини се чекаше на вистинскиот момент за негово лансирање, кој сега дебело е доведен во прашање. Технологиите на кои ќе биде базиран водат потекло од тркачкиот концепт Mission Air и веќе се појавија кај прототипот 718 Cayman GT4 и Performance, а дел од нив ќе бидат заеднички и со електричниот Macan. Со сличен проблем може да се соочи и Audi, чии идни модели ќе делат истата архитектура, но с разлика од Porsche, тој веќе има договорено резервни добавувачи за батерии како што се CATL и LG.
Порше пак, сакајки да ја искористи принудната пауза, во меѓувреме се зафати со ревизија на погонскиот систем на електричниот 718 со намера да го направи подобар, но повеќе да се добие на време да созреат индустриските можности за негово сериозно производство. Колку се сериозни работите, докажува и тоа што овој модел беше планиран за лансирање дури кон крајот на идната година. Од Порше сепак се надеваат дека Нордволт ќе успее да се консолидира, бидејќи неговите батерии со повисока енергетска густина се повеќе погодни за вградување во еден ваков спортски модел, за разлика од оние на другите добавувачи. За од ова да се извлече поука, треба да се сослушаат најкритично настроените аналитичари на пазарот, кои тврдат дека причината за ваквите пореметувања на плановите е пренагласената желба Европа да ја намали зависноста од кинеските производители на батерии. Како и да е, испаѓа дека теоријата и праксата дебело се разидуваат, заради што треба да се остават работите колку што е можно повеќе да си течат по природен пат. Иако светот уште долго скептично ќе гледа на автономните технологии, тие веќе сега имаат големи практични примени. BMW покажа само една од нив. Возилата започнаа сами да ги напуштаат производствените ленти на фабриките во Дингolфинг и Лајпциг. Системот кој се тестира уште од 2022 година ги има сите потребни сертификати за безбедна употреба и ја подобрува ефикасноста истовремено намалувајќи ги можностите за грешки и евентуални оштетувања. Со помош на имплементираните технологии, возилата сами се движат уште од последните фази на процесот на производство, поминувајќи повеќе од 1 километар. За тоа се грижи систем сензори и лидари во инфраструктурата кои податоците за рутата што треба да се помине ги испраќаат до возилата. Се планира со вакви системи наскоро да бидат опремени сите фабрики на групата, како и нивната надградба со цел возилата сами да отидат до зоната за тестирање и паркирање од каде ќе чекаат на дистрибуција. Скоро истовремено од Минхен стигна и веста дека наскоро сите новопроизведени дизел возила во фабриките во Германија ќе се полнат со HVO100 гориво. Се работи за еколошки прифатлива алтернатива на стандардниот дизел, која се произведува главно од хидротретирани растителни масти и ги намалува емисиите на јаглеродиоксид за 90%. Дополнителната придобивка е што ова гориво, кое е во согласност со европските стандарди, овозможува и помирна работа на моторите и има подобра отпорност на ниски температури. Премиерно представувајќи го радикалниот AMG Pure Speed, Мерцедес стартуваше со ексклузивната Митос серија. Бескомпромисниот отворен автомобил со две седишта ќе ја зоврие крвта на сите, неодоливо подсетувајќи на дизајнот на легендарните тркачки модели на марката, тој кажува дека нуди најдиректен начин да се вкусат перформансите и забавата зад воланот. Отсуството на покривот и ветробранското стакло ги тера возачот и сопатникот во потполност да ја почувствуваат возбудата, да ја ценат брзината. Дури и кога стои, ма гепсува со фасцинантна безвременска силуета. Ниската и долга хауба, аеродинамички оптимизирана, има препознатлив нос, налик на муцкана ајкула, истакнат со широкиот всисник за воздух, надписот AMG и темната хромирана трикрака звезда. Визуелната прецизност се одгледува и од малите делумно провидни дефлектори на предната и бочните страни, кои спречуваат турбуленциите да го нарушуваат мирот во возењето.
Мускулистите рамења на задните тркала се претопуваат во елегантниот и широк заден дел, а остро дефинираните елементи од јаглеродни влакна даваат силен контраст, дополнет со исто така аеродинамички оптимизираниот поклопец на багажникот. Место предни столбови за безбедноста на патниците се грижи хало системот познат од Формула 1, а задниот спойлер ја менува својата положба во зависност од возењето. Внатрешноста со својата двобојна шема додава посебни акценти, а дизајнот на седиштата е инспириран од воздухот што струи околу возилото. Печатлив детаљ е и аналогниот часовник поставен во средината на контролната табла во куќиште со облик на капак, чиј софистициран дизајн чини како тој да лебди. На патниците на располагање им се и две кациги со интерфон направени специјално за овој автомобил. Динамиката ја обезбедува 4-литарскиот битурбо мотор со 585 конски сили кој импресионира со максималните 315 и забрзување до 100 км на час за 3,6 секунди. Производството е стриктно ограничено на 250 возила, а податоци за цената нема. Европската политика да ја подзатвори вратата за електричните возила ќе подотвори друга. Кинезите веќе започнаа да кројат планови за испраќање на хибридни модели на стариот континент. Иако за тоа регулаторите не се загрижени многу заради строгите стандарди за издувни гасови, внимание привлекува што се јавуваат и некои други играчи кои не смеат да се занемарат. Меѓу нив е и Байк, кој лани произведе 1,7 милиони возила, од кои 190.000 извезе. Порастот на производството од 17,6% и посебно на извозот од масивни 73,5% ги подгреа амбициите на оваа државна компанија за освојување на нови пазари, меѓу кои сигурно има и некои европски. Одговорот на прашањето со кои модели може да се наслути од најавите дека компанијата подготви нов 2-литарски дизел мотор со 163 конски сили, хибридно засилен со 48 волтен стартер генератор, кој ќе се вградува во големиот теренец со ознака BJ60. Представен пред 2 години, тој има габарити колку Toyota Land Cruiser, должина од 5040 мм, широчина од 1955 и скоро исто толкава височина, додека меѓу скиното растојание му изнесува 2820 мм. Дизајнерски е безлична мешавина на повеќе стилови, но затоа е поставен на крута шасија и има погон на сите тркала со редуктори и диференцијали кои се блокираат. Во него засега се вградува исто така благ хибриден 2-литарски бензинец кој ги задоволува Euro 6 нормите, кој располага со максимални 270 конски сили и е спарен со 8-степен автоматски менувач. Куриозитет е што овој теренец, кој може да се добие со 2 или 3 реда седишта преку сив увоз, веќе се продава во некои европски земји. Во Германија, например, чини 51.000 евра и има 3-годишна гаранција. Чесите докажаат дека ги разбираат желбите на европските клиенти. Со новиот кросовер Elroq сакаат да го раздвижат пазарот на електрични возила. Предизвикот при конструирањето беше да се намалат не само димензиите, туку и цената. Elroq е помал брат на Enyaq и го карактеризираат две работи. Тоа е првиот модел на Шкода кој го понесе новиот дизајнерски јазик на марката, наречен Modern Solid, и ке има, нетипично за електричните возила, достапна цена. Од компактниот електричен кросовер се очекува подобро да се продава од неговиот поголем брат. Не е ни чудо, бидејќи Elroq импресионира со добро обмислен дизајн, простори почетна цена од 33.900 евра во Германија. Тоа го изедначува со Karoq со мотор со согорување.
Во исто време, Елрок носи иновации воведувајќи го новиот дизајнерски јазик на Шкода Modern Solid, во кој технолошкиот изглед ја заменува класичната решетка на ладилникот. Тенките LED светла и исписот на брендот поставени на предницата го заокружуваат изгледот. Со должина од 4,49 метри и меѓуоски на растојание од 2,77 метри, Елрок нуди многу простор, особено во задниот дел и багажник од 1580 литри со спуштени седишта. Елрок ќе се нуди со 4 различни внатрешни теми кои употребуваат рециклирани материјали и обезбедуваат совршена рамнотежа на удобност, издржливост и одржливост. Судејќи според прикажаното, може да се каже дека интериерот нуди рационална емотивност. Тука е задолжителниот екран на допир за инфозабавниот систем од 13 инчи и типичните Simply Clever детали, што се мали, но значајни детали за секојдневното користење. Понудени се 3 големини на батерии со нето капацитет од 52 до 82 киловат-часови и нудат опсег до 580 километри. Кога станува збор за полнењето, Елрок е брз бидејќи може да се полни со моќност од 175 киловати. Почетниот модел Елрок 50 го движи мотор од 170 коњски сили и има автономија од 375 километри. Следи Елрок 60, кој најавен за следната година има батерија од 59 киловат-часови и електричен мотор од 204 коњски сили и опсек од 440 километри. На врвот поставен е Елрок 85 со 285 коњски сили и батерија од 77 киловат-часови. Најавена за половината на 2025 година е верзијата Елрок 85X со 2 електромотори и батерија од 82 киловат-часови. Вреди да се напомене дека големата батерија се полни до 80% за 28 минути. Елрок е наоружан со интуитивно ракување, квалитетни материјали и паметни системи за помош, како што е паркирањето што може да се контролира преку апликација, па етаблирањето нема да му биде проблематично. Сепак, тоа е модел што е осмислен да го размрда пазарот за електрични возила. Тука ја завршуваме денешната прошетка по автомобилските меридијани. Во следната средба ви најавуваме повторно ексклузивен тест на ново возило со старо име. Нека тоа остане тајна која ќе ви откриеме следната седмица. До тогаш ве поздравувам.